Вечерва од 20 часот и 30 минути македонската ракометна репрезентација ќе го има својот прв настап на ракометниот мондијал. За какви се очекувањата и каков е потенцијалот на оваа селекција разговараме со нашиот денешен гостин. Наш денешен гостин во студиото на Слободен печат е Ристо Магдинчев. Не мора да се трошат зборови за него. Ристо, добро утро и добро дојдов во студиото. Добро најдов. Најпрви Македонија 13-то зима поред ја има, македонската јавност ја има таа привилегија да уживаат во настапите на ракометната репрезентација. Кои се вашите очекувања за оваа ракометна репрезентација на овој мондијал? Па добро, сигурно дека секој мондијал или европско првенство или што ја знам, се очекува да се направи некој резултат, затоа што како што кажуваш 13 пати сме редовни учесници на европските и светските првенства. Така да посебно оваа репрезентација која се прави, односно се даде шанса да се подмлади репрезентацијата и да кажеме да тоа беше пред 3 години кога беше минатото светско првенство и двете европски првенства да покаже да на ова светско првенство го даде она што го очекува спортската јавност, што го очекува федерацијата, играчите, селекторот, да даде, да кажеме, една слика дали овој период од 3 години додека се правеше репрезентацијата сме на добар пат да е направена репрезентација која што во наредниот период ќе прави навистина квалитетни резултати. Некако далеко од медиумското око, ќе речам, Лазаров ги започна подготовките за овој мондијал. Се одлучи подготовките да ги заврши во Стара Пазова, да ги изврши, да одигра неколку пријателски надпревари. Можеби македонската јавност онака беше скептична за тие резултати кои што беа постигнати. Немавме многу информации кој колку и како играл. Што мислите, дали тие 5 надпревари кои ги одигра Македонија во подготвителниот период помогна да даде јасна слика на Лазаров за ова првенство? Па види, ја мислам сите ние пратиме, поготоа ја пратам сите тие настапи и припремни репрезентации. Како малку да се повторува историјата и на минатото европско првенство и светско првенство, се тоа беше во некоја фолија завиена, тајна, немаше многу однос со медиумите, немаше однос да се каже оние не мора сите тајни да кажеме да се открие, меѓутоа сепак да се дава една слика како тренира репрезентацијата, како се припрема репрезентацијата, да се дадеше на тие играчи да дадат свое мислење, да се стекне една слика во јавноста и во самата репрезентација дека така се работи, тоа се работи и од оваа работа очекуваме резултат. Што се однесува до тие, јас секој пат сум за и тврдам дека тоа е исправно, припремниот период и надпреварите да се играат со квалитетни репрезентации. Затоа што она дека ако победиме ние без разлика квалитетот на репрезентација, односно иако е слаба, ама имаме позитивна енергија. Не, тоа не е точно. Мислам, сепак се оди на светско првенство, се игра со квалитетни репрезентации, мора и припремите да бидат со квалитетни репрезентации. Така да мене ништо не ми значи победа со Нови Белград, со Динамо Панчево, што ја знам, се Свестел и овој открил. Тоа ништо не ми едина квалитетна еден квалитетен надпревар беше со Хрватска, друго не. Меѓутоа, тоа е одлука на селекторот, тој верува дека така треба да биде и дека тоа оди кон позитива, така да... Добро, но и барањата на селекторот Лазаров за аклиматизација и порано заменување за Хрватска беше овозможено од ракометната федерација. Види, значи, што се однесува до тоа, он има добиено све што треба да се направи за, значи неговиот план, односно што го побарал, веројатно пред управниот одбор, е одобрен. Значи нема тука никаква дилема. Така да сега е ја реков,
доста ме прашуваат што мислиш, што ќе дали ова добра не е репрезентација. Викам 3 години он работеше чисто, никој не му сметаше, така. 3 години се правеше тој како да клуб репрезентација, што еве го сега дојде до тоа. 12 играчи од Металург што беше. Од Алколит. Значи, тоа го доби. Тоа го има. Светското првенство ќе покаже дали е во право или не. Во минатото Македонија красеше бавната игра. Дали сметате дека Лазаров може да ја преслика онаа игра што ја игра неговите играчи во неговиот Алкалоид? Да. До сега не се совпадна. Значи Алкалоид играат транзицијски најдобро во Македонија. Нема тука сомневање. Значи, меѓутоа тоа не се пренесе во репрезентацијата. Може би, да не збориме затоа што не можеме ние да видиме од два надпревари во ЕХФ Недела и со послаби противници како тоа би изгледало. Меѓутоа, ракометот е веќе нема, ракометот е брза игра, без транзиција нема никаков напредок на екипата, затоа што зошто ја да не дадам слободен, лесен гол од транзиција, него да се мачам со споре. Бавната игра веќе е заборавена. Да, више ракометот оди далеко напред. Да. Што мислите, кој е најголемиот адут на Лазаров во играт на ова првенство? Ја мислам дека најголемиот адут е играчите треба едноставно да сватат дека момци не сте више млади. Значи тоа помина. Значи вие мора да фактурата сега да ја испорачате. Значи не може сега ние сме млада екипа, млада. Не, вие бевте млади. Ама пред 3 години, така. Меѓутоа веќе не сте млади. Значи веќе сте во години, ако земеме 27, 28, 26 и така натаму, значи не е више таа млада репрезентација. И мора, ако некој е одговорен, најповеќе по мене, ако е некој одговорен, прво се играчите. Зашто? Добија све што требаше, добија можности да играат сите кои што и заслужува и не заслужува, не сакам да зборам сега за изборот, меѓутоа мора сега да испорачате. Да, од кој играч сметате дека ќе изненади на ова првенство? Македонски играч, кој ќе се издвои онака со играта и ќе направи разлика на теренот? Може да направи разлика на теренот? Па прво и основно тука е сега во овој момент како лидер се појави Кузмановски. Мислам се појави, полека си дојде на тоа место. Верувам дека би требало игра во добра форма, значи игра во добра форма и во Лига шампионите и во првенството и нема разлог да тоа не го направи и на ова светско првенство. Верувам дека он ќе биде тој лидерот, меѓутоа верувам дека најповеќе дека Митев ќе мислам дека ќе отскокне многу повеќе Митев ќе отскокне. Потоа затоа што сепак е Митев не, како да кажам, не модерен, ама сегашен среден бек, кој што бара, која секоја репрезентација бара таков среден бек. Значи тоа има доста интелигентен, спортски е безобразен, рескира, значи ги има сите елементи за да биде одличен играч и на светска сцена кај што го гледаат сите, значи и менаџери, и тренери, и клубови и така натаму, така да плюс да ја поведе и репрезентацијата со него заедно, така да мислам дека он треба да не да експлодира, али да биде стварно одличен. Има и други, Атанасиевич браќата се мислам дека треба да одработат сега уште повеќе. Онда од трите десни бека еден треба, дали Серафимов, дали Јегориновски, дали еден мора да излезе, значи мора да биде подобар. Така да имаме пикери, имаме 4 пикери, меѓутоа Пешевски е по мене пикер кој се водат кои дефанзивци. Да, Пешевски е пикер, може да му се чуда најреализаторски, процентуално најјак. Пешевски. Така да имаме Лазаревски е тука, тој Искаки, како не можам. Да. Од Алкалоид, тука е тој Стојковиќ, така да голмани се што за голманите можам да кажам едно дека Митревски е веќе етаблиран голман, нема тука што. Гелевски е
Значи перспектива одлична. По мене Кизич и Томовски. Зашто е одбран Кизич, тоа треба селектор да каже. Немам ништо ја против Кизич, ја баш сум навивал за Кизич да биде. Меѓутоа Кизич во Пелистер не бранеше. Дојде 5 месеци во Металург во Алколит и стана репрезентативец. Значи Томовски кој што брани во Бундеслига е тргнат на страна. Зошто и како е нема јавност. Тоа ќе ми беше и следното прашање. За прв пат немаме интернационалец во составот. Од јавност имаше многу коментари за изборот на играчи на Лазаров. Не даде свој коментар, веројатно и тој коментар што го даде е дека не се вклупува во неговите визии, поготово за Талевски, но никош за Томовски не даде некако конкретен одговор. Дали оваа селекција што направи Лазаров е најдоброто што го има Македонија? Па тука не би се сложил дека види, можда е ако не е најдобра, ама блиску е да кажеме до најдобрата. Меѓутоа тука имаше играчи кои што на пример Томовски е тргнат на страна, сега тргнат груп зборе, значи не е во репрезентација. Разлогот е и ти викаш дека ја не прочитав никаде образложување. Потоа Манасков е тргнат на страна од репрезентација кој што е најискусно лево крило, извонредно лево крило, кој што од транзицијата може да иде преку него извонредно. Меѓутоа, тоа е одлука. Аларов е ставен на маргините да биде само во одбрана, значи да не игра во напад воопшто. Така да сега тој Костевски што се повреди, тоа е веќе повреда. Меѓутоа, да кажеме, можда фалат уште еден играч, тоа е 3-4 играча кои што треба сигурно да бидат репрезентативни. Талевски е посебна приказна за себе. Ја мислам, ние на пример немаме лев бек од калиброт на Талевски, шутер од 9 метра, од 10 или што ја знам. Меѓутоа, најголема зошто Талевски не е во репрезентација и не игра на тоа ниво што треба, е негова грешка. Не е ни на селекторот, ни на тренер, негова лична грешка. Талевски беше отиде во Германија како играч, перспектива која што требаше све да даде. Значи да добие. Талевски фактички кариерата не ја заврши, него полека му отиде во Германија. Беше задоволен дека е во Рајнека Левен, беше задоволен дека е во Балингер, мислам таму, меѓутоа не играше. Он таму 2,5-3 години така чисто ги фрли. Дојде во Македонија, каде што веќе почна, не успеа во Германија, се дојде во Македонија. Значи сите тие работи се собраа околу него. И немаше тренер кој што требаше да го извлече од таа криза и ја верував дека кога отиде сега во Португалија, дека ќе направи една прекретница, затоа што не заборавил да игра ракомет и плюс тоа е 28 години, он не е сега во најбавите години да игра. Меѓутоа и тука пак некако оди споро. Значи не така да Талевски штета што таков играч, таков калибар не го даде својот максимум кој што можеше да го даде. Да биде екстра играч да биде. На подготвителниот надпревар со Хрватска се види дека најголем проблем е средината на одбраната, кај што порано Јоновски и Марковски беа главните незаменливите играчи. Сега и со отсуството на Талевски, може би Македонија повеќе ќе изгуби во одбраната, каде што ќе треба да менува и двајца играчи во транзиција, барем по тоа што го видам. Од она што гледам, значи што гледам тројката и четворката се нашата најголема болка. Добро, тука се да кажеме габаритно, тука е Лазаревски, тука е Аларов, тука е тој Стојковиќ, значи Кузмановски, тоа се све големи габаритни играчи, меѓутоа се доста спори во движењето, бочното движење, доста спори. И затоа тука најповеќе ни пука одбраната. Одбрана која што одбрана која што има тројка и четворки бедени, двојки, тоа е веќе одлична одбрана. Значи, можда требаше да најде подруг начин на одбраната, дали да биде агресивно да стојат на 9 метри или што ја знам, тоа се сега финеси кои што треба селекторот да си ги работи. Меѓутоа, не се покажа одбраната ни е послаб дел од нападот, сигурно тоа е. Селекторот Лазаров во интервју за националниот сервис рече дека многу е побитен тој континуитет на големи надпреварувања
и за разлика од тоа што го направија кошаркарите во 2011 и освојувањето на 4-то место, што вие би одбрале доколку сте на негово место? Дали е изјавата на како би искоментирале неговата А што добивме од овие 9 пати во континуитет? Што добивме? Дали добивме резултат, дали добивме играчи, дали добивме... нема резултати. Значи не може сега ние можеме све да збориме. Значи да не мисли дека некој е против него, што знам, тој играч симпатичен, овој селектор, не. Меѓутоа не можеш ти да кажеш дека имаш резултат 28 место, 22 место, 18 место, а сме во континуитет. И сега како испаѓа битно е да се направи она олимписка да се учествува, да не се. Мислам, сепак јавноста, пак ја ќе кажам, тука играчите мора да свата еднаш, да кажат чекајте се, доста више, ние мора да направиме огромен чекор напред. Значи не може само да учествуваме. Да им посакаме среќа на нашите коментари. Сигурно. Да ги поминеме сега групите. Во групата А се Полска, Чешка, Швајцарија и Германија. Германија веројатно на хартија најголем фаворит. Да. Види, Полска, значи Германија сигурна, али Чешка, Швајцарија и изедначено од тие три двеќа, али ќе биде многу тешко. А иначе Германија сигурно. Во групата Б се Данска, Тунис, Данска која што е и домаќин на првенството, Тунис, Алжир и Италија. Тука се знае, ова е Данска, ова е Тунис и Италија. Италијанците се и некои изненадување што се пласира на првенството. Не верувам дека тука може да се направи нешто. Во групата С Катар, Австрија, Кувајт и Франција. Катар со Веселин Вујовиќ, ова е група која што со која вкрстува и нашата група. Добро, тука ти е и последната Куве, така? Куве, да. Значи тие три се Катар, Аустрија и Франција се во втората рунда. Сега после тоа зависи кој со колку бодови. Групата Д, кај што се наоѓа Македонија, заедно во се и Гвинеја, Холандија и Унгарија. Тука сме, тоа тројка е како се вика, значи афричките земји едноставно ќе бидат не се очекува нека... фактички е направено за афричките земји да се направи некој корак понапред од 24-32 репрезентации, да се направи некој корак за тие земји. Меѓутоа има таму и кои што веќе напреднуваат, како тие Зеленорски острови, значи има репрезентации кои едва ја победивме на. Да, значи има репрезентации кои што напредуваат. Така да ние сме тука со тие трите сме тука, меѓутоа ние треба да си го гледаме и како се вика Холандија, да видиме што можеме да направиме, така. Во групата Е Португалија, САД, домаќинот Норвешка и Бразил. Тоа се Бразил, Португалија и Норвешка. Во групата Ф Јапонија, Шведска, Шпанија и Чиле. Тука ќе биде борбата веројатно меѓу Јапонија и Чиле за тоа трето место. Да, не, Јапонија во припремниот период одлични резултати направи Јапонија, така да. Иако и настапува без Јасухира. Да, меѓутоа, значи, али тие три се сигурни, Јапонија, Чиле. Сме се мачале во минатото со Чиле на. Да, меѓутоа сега они нели мислам дека смени и селектор. Не сум видел ништо, ни видео, ни ова, така да не можам да кажам. Во групата Г, Словенија, Зеленородските острови, Исланд и Куба. Добро, Исланд, Куба и Словенија ќе видат Зеленородски. Можда со не верувам, меѓутоа не може Зеленородски да се такмича со Исланд и со Словенија, мислам тешко. Тука ќе имаме и во Куба игра и Вардарецот Родригес. Да. Интересно. Во групата Х, Египет, Аргентина, Бахрин и Хрватска, домаќинот Хрватска, која што има некако многу баш дреп. Египет, Бахраин, добро, Бахраин е добро, она добра репрезентација. Хрватска, Бахраин, Египет, одлична репрезентација и последната е Египет, Аргентина, Бахрин и Хрватска. Тука ќе биде малце ние го загубивме. Да. Го загубивме над преварот лани, преклани. Да. Така да со Аргентина. Меѓутоа 20 браќа не играат. Така да овие Симоне. Да. Не ми е позната репрезентација. Малце ќе се префрлам на женската ракометна репрезентација, дека своевремено бевте и селектор. Минатиот месец го завршија својот настап на европското првенство.
со еден освоен бод со трчинките, се очекуваше можеби и да ги победиме трчинките. Да. Што ќе имаме ли нека иднина во женскиот ракомет да бар да фатиме некој континуитет на првенство? Па и мислам дека тука има едно 7-8 девојки кои што се стварно квалитетни, сега да не ги набројувам по име, али се стварно квалитетни и сега ако земеме дека тие веќе 5-6 години играат заедно, значи веќе од 10 години нема никакви резултати, али веќе играат 5-6 години заедно. А ете му го продолжија мандатот на селекторот. Значи ако му го продолжиле мандатот, задоволни се со работата и тоа што е направено, нека сега тие девојки одат повеќе на турнири, повеќе да играат. Гледам, грото девојките играат во странски клубови. Да. Значи тоа е добро. Сара Ристевска веќе ти е етаблирана, Лига шампиони. да, ова десниот бек Кипријановска? не, него Ѓоргиевска? во Брест што игра, малата. Аха. Младеновска, Ива Ива. Младеновска, Води. да. Значи ти ако имаш Сара и Ива на тие позиции како десни и двете многу квалитетни, поготоа најперспективна, онда веќе полека имаш тамо другите, тамо Џатевска, што ја знам, Кипријановска, Седловска, така има квалитетни играчи, девојки, така да само треба една озбилна работа, нормално и надпревари, само надпревари. Играат се прави на надпревар. Маквинџев, фала многу за гостувањето, Благодарам. па се гледаме нека следна прилика, се надевам во текот на првенството. Благодарам, фала. А вие, драги гледачи, останете со програмата на Слободен печат.